Здраво на сите. Денешниот час јас ќе го вежбам на отворено, а вие доколку вежбате во затворен простор, отворете ги прозорите и вратите, нека влезе свеж воздух надвор, наутро е навистина убава атмосфера и независно што е свежо надвор, многу побава е на посвежо вежбањето, отколку нели на потопло. Така да дојдете во седечка позиција, онаа која што ви е најзгодна. Јас ќе седнам во позиција на дијамант. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме целото тело. Вдиши бавно преку нос, издиши, отпушти ги нозете, колената, отпушти го градниот кош. Отпушти го лицето и осети како главата, умот, ментално со издишување го отпушташ. Затвори ги очите за миг, стани свесен или свесна за твоето присуство. За тебе. Наблюдувај се себе си, види каква енергија имаш утрово. Какви чувства ти се доминантни? Како се чувствува умот? Каков е умот? Дали е тежок? Дали е вознемиран? Потоа полека, свесноста донеси ја во предолот на вратот. Еднаш длабоко вдишуваме и со издишување брадата доаѓа кон градниот кош. Осети како се затега задната страна на вратот. Па вдиши длабоко, подигни ја главата, зафрли ја назад. Сега се отвора грлото. Врати се во центарот. Десно уво кон десно рамо, левата страна се затега. Врати се во центарот. Тоа беше десно уво кон десно рамо, сега е лево уво кон лево рамо. И полека пушти ја главата да се тркала околу нејзиниот центар, вратот. Како една голф топка која што се пушта и кружи околу, или дупката пред да падне. Дозволи главата со целата низина тежина и се што имаш во умот. Да се отпушти. Оди во другата страна. Пушти, да? И присутно. Со наредното вдишување, двете раце ги дигаме високо над нашата глава и убаво се стегнуваме до својот максимум. Издиши, отпушти, одиме уште еднаш. Вдиши. Истегни нагоре. Сега со десната дланка фати го левиот гушт од твојата рака и како некој да те тегне кон десно, се стегнува целата лева плешка, слабината убаво, пуска е раката, како некој друг да те тегне. Врати се во центарот, подиме од другата страна, фати ја лева дланка, десен гушт, и стегни се убаво кон лево. Спушти ги рацете. Со наредното вдишување застани на колена. Сега, доколку имаш проблеми со колената, стави нешто меко под тебе. Мене овој йога мат ми е многу мек, дебел е и тоа ми се допаѓа. Значи, доколку имате проблеми со колената, секој пат ставате нешто помеко за да ви биде поудобно. Она што треба да направиме е со дланките ќе фатиме половината кичмата, така нозете се паралелни со колковите, стапалата се на подот. Го отвараме градниот кош и вратот, погледнуваме благо нагоре, нежно со телото, како ластигарка наназад одиме, со тоа што со дланките ја буткаме половината и стомакот и крлицата напред.
што е можно, лактите треба да ги донесете позади вас. Направете неколку пати ова истегнување наназад. Супер. Исправи се. Потоа, спушти ја раката, десната рака доле на подот. Така. Левата нога исправија, што е можно паралелно кон лево. Десната рака исправија во паралелно на твојата глава и како во една хоризонтална линија. Стигни се странично. Тегни. И доколку можеш, ќе подигнеш и ногата. Ќе останеш во таа позиција. Оние кои што може да го фатат стапалото. Мене ми се од левата рака и левата нога и исто така да се истегнат, значи стапалото бутка и коленото кон напред. Рамото се стигнува раката. Супер. Одиме од другата страна истото. Потпри се на левата рака, десна нога, десна рака, убаво во дијагонала истигни се. Убаво истигни се. Па подигни се. Паралелно со подот. Патите стапалото со твојата дланка и истигни се во оној дел на телото кај што чувствуваш дека можеш. Рамнотежата ја држиме секој пат со отворени очи. Супер. Пак доле. Повторно застани на колена. Левата нога исправи кон лево. Сега со издишување ќе кликнете и ќе седнете на бедрото на десната нога. Левата нога е исправена, со тоа што може да користите и петата да ви биде, како да сакате да бутнете со петата напред. Со вдишување подигни се, издиши, кликни, вдиши, подигни се и оно кое што ќе направиме, ја сега напред ќе ги ставиме рацете, значи ќе се потприме назад, напред, така, ногата е странично и одиме, издиши. Седни на бедрото на десната нога, вдиши, путни напред до максимумото кој што можеш, издиши, седни, вдиши, потигни се, вниманието на колкот на левата нога. Одлично. Потоа повторно подигни се и одиме истото со спротивната нога, ја сега ќе застанам десна нога. Пушти ја странично и одиме. Кликни, одиме напред, повторно кликни, одиме напред, искористи ногата која што е справена со петата, малку да бутнеш, значи да истегнеш задната ложа од ногата. Супер. Одлично. А додека сме во позиција на мачка, одиме на потрошување на грбот. Главата и задникот надоле, вдиши обратно и продолжи во тој ритам. Позиција на мачка. Од позиција на мачка, прстите на нозете ги позиционираме на подот и најпрво со задникот ќе одиме кон петите, раците што е можно подалеко од тебе, бутни ги, челото на подот и истегни се убаво, истегни го грбот и рацете. Благ притисок на прстите правиме со тоа што тежината е назад и се масираме на тој начин. Се подготвуваме за денот. Супер. Од тука одиме пак во мачка. Од мачка одиме во куча со нависната глава. Петите се на подот, главата и грбот буткаат кон бедрата.
Потоа ќе ја подигнете едната нога, да речеме десната најпрви, подигни ја високо до каде што можеш и остави така. Можеш и да го свиткаш коленото, да се истегнеш, значи експериментирај, усети како ти е помалу истегнувањето. Спушти ја десната нога, истото го правиме со левата нога. Експериментирај напред-назад. Океј, кучесо на ведната глава. Бутни со грбот и главата кон бедрата. И сега ќе го донесеш десната подколеница напред. Ќе седнеш врз десната подколеница, значи нема да одиме со задникот странично да паднеме, туку ќе останеме да седиме на подколеницата, горниот, значи колковите се паралелни, десниот и левиот колку се паралелни. Тежината е на десната подколеница, левата нога е исправена, легната на подот. Брадата ја подигнуваме, двете дланки се доле на подот, позиција на гула, отворена градниот кош. Потоа нежно и пушташ рацете напред и со стомакот паѓаш речиси врз бедрото, што значи правиме притисок благ на стомакот и стомачните органи до стомакот. Отпушти се целосно, челото нека ти дојде до подот, можеш да ги ставиш двете раце по твоето чело и крајната цел треба да се отпуштиш, плешките. Го чувствуваме притисокот на бедрото од десната страна, стомачната шуплина. Помагаме да се разработат вака цревата. Потоа полека стани, ако одиме во кучесо на ведната глава. Извлечи десната нога, левата на под, притисни пета, прсти притисни, кучесо на ведната глава, грбот и главата поткај ги кон бедрата. И сега одиме противната нога, десното подколеница, донеси ја напред помеѓу двете раце, левата нели исправена нога, тежината е колковите се паралелни, десниот и левиот колку ни се во иста линија, тежината е на левата подколеница, отвори го градниот кош, погледни напред, колку е пријатно да знаете, надвор да се вежба, стварно има голема разлика и одиме полека до дола. Отпушти се и сега правиме притисок од левата страна на цревата, стомакот, стомачните органи, мала масажа, размрдување на цревата. Полека, доаѓаме пак во кучесо на ведната глава. Пети на под, главата и грбот кон бедрата. Со нозете приближи се кон рацете. Со стомакот паѓаме на бедрата, значи подвикваме се колената, паѓаме на бедрата, дланките фати ги преплети ги лактите, отпушти ја главата, плешките и нежно, лево-десно. Пушти глава, плешки, пушти се лево-десно. И потоа полека исправи нозе, полека во свој ритам, исправи се, дојде во исправена позиција, остави така. Еднаш длабоко дишуваме, бавно издишуваме. Сега ќе вдишуваме на следниот начин. 3 пати кусо каскадно, вдиши, држејќи ги рацете, вдиши,
и нозете ни се подклекнати, издиши до доле. Значи вдишуваме, вдиши кусок кратко, вдиши преку нос. Издишувањето може да биде преку уста, може да биде преку нос, но да е долго и продолжено со тоа што колената ни се подкликнати. Продолжи во свој ритам, направи уште 3 пати така. Телото е стабилно. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно вдишуваме. Од оваа позиција ќе продолжиме во штипалка од исправен став. Значи најпрвен двете раце да високо горе до својот максимум. А потоа одиме со издишување позиција на прав агол, како Г буквата. Еднаш кога ќе дојдеме во оваа позиција, вдишуваме и со издишување ќе спуштаме рацете доле до подот. И сега видете, можете малку да ги свиткате колената, за да стомакот ви падне на бедрата, а можете да останете со исправени колена, отпуштајќи го целото тело, главата приближувајќи ја со секој издишување или метар кон бедрата, кон колената. Ако ви е тешко, ви кажав малку свиткани колена. Со наредното вдишување ја бутнете десната нога назад, левата станува напред, коленото на левата нога и стапалото се во иста линија. Брадата ја буткаме нагоре, а колковите ги буткаме надоле и ова е позиција на јавач. Одлично. Сега менуваме страната. Извлечи ја твојата десна нога кон левата. И ќе направиме голем расчекор. Сега со спротивната нога. Позиција на јавач од другата страна, убаво путни. Левата нога кон десната. Штипалка повторно. Полека, полека, полека се подигаме горе. Во исправена позиција. И застануваме. Мирни. Еден од трековите кои што влијае врз дренажа на капиларите, размрдување на енергијата во нас, а колку повеќе клетките се нели вибрираат и се размрдани, всушност вибрацијата. Затоа луѓето кои што трчаат, затоа луѓето кои што се подинамични, нели, клетките внатрешно вибрираат и со тоа побрзо се чистат. Па така сега јас ќе ве поканам да застанете на прсти, потигнете се на прсти и благо го вибрираме и тресиме телото. Отпуштаме се од нас, кое што не ни треба. Благи вибрации. Можете и рацете да ги користите за тресење, нели? На било кој начин, преку дланките и преку стопалата излегува. Целата енергија што не ни треба. Вибрирај. Ќе падам микрофончињата. Вибрирај.
Супер. Сега седнете во силачка позиција, онаа која што ви е најзгодно. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и вниманието ставете го внатре во себе. Полека повлечи го твоето внимание и донеси го кон стивот. Бавно вдишуваш, што побавно издишуваш и свесноста цела насочија кон твојот стив. Додека го наблюдуваме вдишувањето и издишувањето, вниманието ни го земаат најчесто мислите кои што поминуваат свесно или несвесно низ нашиот ум. Денешниот час, денешната mindfulness практика или свесна практика што ќе ја правиме ќе биде поврзана со нашите мисли. Замислете дека се наоѓате како една мачка која што седи пред една дупка и чека глувчето да излезе, така и вие. Бидете како надвршен наблюдувач, наблюдувајте во наредната минута какви се мисли ќе поминат низ вашата глава. Дори реченицата па не мислам ништо е мисла која што поминува низ тебе. Во текот на денот има 60.000 мисли, рече се научниците имаат откриено, кои што поминуваат низ нашиот ум, 90% несвесни, нели? И тоа се истите репетитивни мисли што секој ден се повторуваат. Мислите ни создаваат навики, а навиките ни го обликуваат карактерот. И една од најмокрите техники е да бидеме да си ги патиме, да ги наблюдуваме мислите што поминуваат пред нас. Еден невропсихијатар, Джил Тейлор, мислам се викаше, вели дека на еден човек му треба, кога ќе се налути, кога му се дојде некоја емоција, му треба минута и пол за да таа емоција помине низ целиот организам, помине низ умот, низ невроните и исчезне. Освен ако таа емоција ни се врзе за некоја мисла која што повторуваме повторно, остане во вас со години после тоа. Например, лутина кон некого и само тоа ако го вртиме во главата, таа емоција лутина е задржана во нас, а потоа на долг рок ќе прави проблеми психосоматски во телото. Диши, издиши. Доживеј се како седиш како во едно кино и започни да ги наблюдуваш твоите мисли. Може би се мисли за подготовките од денешниот ден или нешто што сме заборавиле или нешто што треба да направиме, повторно се мисли. Само наблюдувај. Ништо не се продолжувај, не се зафаќај со нешто, само наблюдувај ги. Знаете, на истокот символот на нашиот ум е мајмун, значи е представен како мајмун. А знаете, селаните на истокот како ги сваќале мајмуните, бидејќи е многу тешко, речиси невозможно да фатиш мајмун. Во еден голем сад ставаат разни овошја кои што има дупка и тој сад го ставаат под некое дрво. Мајмунот како умот е љубопитен, сака да открие се, ќе се приближи до тој сад, ќе бута раката внатре, ќе го фати овошјето кој што сака да го земе и потоа не може да изваде раката бидејќи е бутната внатре во дупката. На ист начин оваа вежба се користи за да вниманието на умот се фати
за да не ви лута, да не носи во минатото, во иднината, да не вознемирува. На ист начин се користи оваа техника да го смириме умот во нашето тело, кога ќе почнеме да мислите да ни одаат, да сме вознемирани, што и да ни се случува, да се вратите на дишењето. Значи да станете свесни за дишењето, насочувајќи го вниманието, дишувам, издишувам, веќе се центрираме и мајмунот или умот кој што сака да лута, кој што може да е вознемирен, кој што може да прави емоции да се раѓаат во нас, едноставно се центрира. Така да оваа вежба користете дома кој ќе ви се случи некоја ситуација и онака почнувате да внатрешно да едноставно умот да ви оди на сите страни, вратете го вниманието на дишењето, присутноста во мигот, контактот на стапалата на подот. И тоа е одлична вежба за заземјување, за враќање на сега и овдека, особено ако поминувате низ анксиозност или паничен напад. Имајте прекрасен ден. Се гледаме на наредниот утрински ритуал. Имајте убави искуства во текот на денот и бидете свесни за своите мисли во текот на денот. Денеска може тоа како пракса да го направите, буквално да ги фаќате мислите што ви поминуваат, кои што ви го обликуваат вашиот карактер. Убаво утро и се гледаме.